Покрај лепењето на Северна, Преспанскиот договор ги зголеми и барањата на Бугарија. Историчарот Ванчо Ѓоргиев смета дека кога бугарите виделе што сме потпишале во нивици, почнале да барат анекс на договорот за добрососедство. Тој е на ставот дека на крајот токму источниот сосед бил незадоволниот од она што го потпишал. Првите 3-4 месеца по потпишувањето на договорот, кога видоа што се случи со Преспанскиот договор, почнаа да барат анекс на договорот. И всушност, сето она што се случува после и сега е анекс, односно проширени барања. Затоа веламе, тоа е надвор, сето е надвор од договорот кој што очигледно на бугарите не им се допаѓа договорот таков како што го потпишале. Според Ѓоргиев, сепак од Преспанскиот договор барем сме добиле нешто, односно Грција нема како непријател веќе, што не е случај по договорот со Бугарија, каде само ги зголемивме бугарските апетити. Независно од сите реперкусии кои што се по нас, сепак би бил помал проблем. Веќе. Значи, имајќи ги во предвид и геополитичките и геостратешките околности кои се одвиваат на просторот. Според Ѓоргиев, тешко да се очекува некаква промена на Преспанскиот договор, но вели не би требало никогаш да се откажеме, бидејќи кога е во прашање некакво подобрување, никогаш нема непроменлив договор. Прва работа тоа е договор кој што има една меѓународна гаранција, за разлика од договорот со Бугарија кој што е билатерален. Меѓутоа, тие се прашања кои што долго време може да се дебатира. Нели ние можеме да се изборуваме и да посакуваме колку сакаме, но треба соодветни уст. Така што било кое напнување најдеш, мислам дека во овој момент е неизводливо, но тоа не значи дека вие треба да се откажете и да не работите на негово подобрување и на негова промена, бидејќи нема непроменлив договор. Барем засега обврските од Преспанскиот договор речиси во целост ги исполни Македонија, покрај променетото име. Дел од институциите кои беа македонски стана национални, брусени беа шахтите каде го имаше сонцето од Кутлеш, а на спомениците каде го има тој македонски символ беше допишано дека биле дел од хеленското наследство. За разлика од нас, за жал Грција не ги исполни и нјониот малку обврски кои ги доби со потписот ставен во нивици.